Почитувани граѓани на градот под Марковите кули, срдечно и топло ве поздравувам, бидејќи убавиот прилеп во македонската историја ги дал најголемите доприноси за револуцијата. Драги прилепчани, си земам за право да ве наречам храбри револуционери, а исто така си земам за право да ве мотивирам со мојот говор да ја изодиме битката за мајка Македонија, со заеднички сплотени сили заедно. Растеме низ случувањата што не окружуваат. Секоја духовна и земска криза е адекватно време за растење во длабочини. При секоја анализа за општочовечко добро ни се раѓа елан и креативен потенцијал за позитивни промени. Така стануваме убедени дека ни недостига просперитет во сите сфери на живеењето. Државата како институција многу пати не паѓа на дното поради многу црни дупки во законите и подзаконите. Кога ние сме соочени да паѓаме на дното, наоѓаме излез поцврст и посилен од падот. Тогаш мотивацијата пламнува и гори и се друго потиснува. Ние пропуштивме многу неприлики, но затоа секогаш доаѓаат нови прилики. После сите зададени удари, во кои не секогаш се по наша вина, ние стануваме посилни и велиме: стоп за сите неправилности во институциите на системот. Ние можеме, ние мораме да сме активни во креирање на многу сфери во системот. За да имаме правна држава, најголем акцент се дава на невладиниот сектор и граѓанинот. Граѓанинот е движечка сила која што може планини и врвови да достигне. Идат нови прилики, начини и методи во креирање на нашите животи. Ние самите сме најаката институција која што може да делува на свест и менталитет. За да имаме правна држава, мора да постои баланс во активно учество на овие компоненти: граѓани, невладини организации. Нашето око и душа ги приметува неправилностите. Сведоци сме на кршење на уставното демократско право слобода во зборот, слобода во креирање на политиките во системот, но животните маки раѓаат нови јунаци. Не ја сакаме политиката, но актуелната ситуација на долгогодишни кризи не натера да го даваме својот максимум. Бараме решенија, се вложуваме во борбата за подобро утре на нашите деца, внуци и правнуци. Не сум човек, ако дозволам, требење на македонштината и скитање по светот во основна борба за екзистенција. Нашата мајка ги изгуби своите синови и ќерки. Раштракани македонци низ светот е понижувачки производ на една долгогодишна политика. Бидете упорни, верувајте дека можете да бидете дел од промените што се незапирлива сила. Знам, спремни сте да ја смеете идејата, но јас не се сомневам во себе. Немојте ни вие. Оти во вас, во нас е клучот за промени. Поставете си прашање: што би било Македонија да има добар стандард, никој да не бега од сопствената мајка, да нема криминал во сите сфери на живеењето, да има вреднување според резултатите, да има слободен партиципативен глас на народот. Се знае, промени и рај во сопствената мајка земја. Креативно бараме и наоѓаме решенија и модели. Веруваме во успех, ризик од неуспех не постои, каде што совесноста се издига. Апсолутно не постои неуспех. Не гледаме погрешна перспектива. Го дигаме македонскиот менталитет. Подчинетост во 21 век не постои, но кај нас за жал обстојуваше со закани, потиштеност и уцени. Среќата и просперитетот на една држава зависи од храбрите војници. Тоа сме сите ние.
Свесноста достига до степен на лелек, да боли, да гризи одвнатре. Ова налудничаво време и околности носат прекрасен дар за освестување и промени во сите сфери на животот. Кога ви се чини дека останувате без енергија, бидете во друштво на поискусни, кои што веќе поминале низ фазите на освестување и личен развој. Вие го можете тоа, вие ќе го направите тоа, сигурна сум во вас. Вие сте толку моќни што ќе направите долгорочни придобивки, ќе креирате подлога за идни генерации. Точно вашите ставови формираат амбиент во вашето обкружување. Човекот е способен повеќе од што мисли, само треба да се упати во тоа. Ние можеме светот да го промениме, да учиме едни од други и да го изодиме нашиот пат до успехот. Во нас е силата, во нас е спасот, во нас е борбата, во нас е гласот. Ни фали заедништво, ни фали верба, ни фали надеж, емоции на љубов кон челата своји, тимска работа, иновативност, креативност е клуч кон промени. Државата Македонија да биде добро капче за живот. Промените во сопствениот ум носат позитивни резултати. Храбро исправено кон своите цели и убедувања чекорете. Живеете човечки, достоинствено, како што доликува на еден македонец. Новиот лет на слободата во вас се раѓа. Зграбчете ги предизвиците за спас, за добро, за иднината на сите нас. Бидете концентрирани на користа од промените. Креирајте нова ситуација на подобар живот. Бидете постојано мотивирани и верувајте, во самите вас е силата. Вие можете да ги победите сите препреки и зла на овој свет. Можете, сигурна сум. Вие нема да дозволите голготата што ја поминувате да ја поминат вашите деца и внуци. Во децата и иднината во нашата држава Македонија. Затоа, газете цврсто, направете капче на демократијата, каде што вашите најмили ќе живеат среќно и исполнето во нашата мила Македонија. Благодарам.